Долгогодишната кампања во Авганистан се ближи кон крајот, но завршувањето на оваа мисија не значи и бавно згаснување на НАТО, како што едно време се претпоставуваше, вели професорот Джонатан Ейл од Кралскиот институт за обединети служби. Интересно е што НАТО е сега порелевантен споредено со кога и да е последната деценија. Таквата релевантност, вели Ейл, главно се должи на Русија. НАТО неодамна ги објави овие сателитски фотографии на тенкови што преминуваат од Русија во источна Украина. Сојузот континуирано ја документира руската поддршка за украинските сепаратисти и анексијата на Крим. Ейл вели, НАТО има улога да ги увери поранешните советски републики во Европа дека безбедноста им е гарантирана. Сојузот тоа го прави со распоредување на дополнителни сили и поморска и воздушна одбрана долж границите на земјите членки на Исток. Русија повеќе не може да се смета за стратешки партнер, а тоа значи и стратешка промена во распоредувањето на нашите сили, вели генералот Филип Бредлов, извршен командант за операциите на НАТО во Европа. Сведоци сме на ситуација во која што една земја мина преку меѓународно призната суверена граница и со сила присвои дел од суверена држава. Тоа го смени начинот на кој функционираме. Затоа сега вршиме проценка на готовноста, реакцијата, позиционирањето. Но Европа е поделена околу тоа како најдобро да се одговори на Русија, вели професорот Ейл. Countries like Germany or France or the UK. Земјите како Германија, Франција, Британија веруваат дека не треба да се крева премногу прашина околу украинската криза, но земјите како Полска и Романија веруваат дека ситуацијата е знак на многу поинаква Европа отколку порано. Професорот акцентира и дека НАТО воедно мора да се справи со конфликтите на својата јужна граница. Кризите во Сирија и Ирак ескалираат. Генералниот секретар на НАТО веќе подвлече дека не гледа улога за Сојузот во Ирак, но виши представници за безбедност на западните земји потенцираат дека тамошното беззаконие е рај за терористите и дека НАТО треба да продолжи да игра клучна улога во колективната одбрана.